Нашите млади пејачи од Дајте музика го освоија високото 9-то место на детската Евровизија во Париз. Депресија и анксиозност кај учениците. Психологот Попризова апелира родителите да го намалат притисокот над своите деца. Младите се сплотија против насилството. За успешна превенција од радикализација неопходен е поттик на нивните таленти. Здраво на сите, добродојдовте во најновата епизода на Шорткат. Јас сум Кика, а ова се најинтересните настани од претходната седмица што ги одбравме за вас. Емисијата ја започнуваме со една убава вест. Кристина, Анастасија, Миха и Филип од емисијата Дајте музика го освоија високото 9-то место на детската Евровизија што се одржа во Париз. Одличниот настап на македонските представници, но и силната порака што ја испраќа песната Green Forces, која повикува на климатска акција од страна на најмладите, придонесе Македонија да освои 114 поени на детската верзија на Евросонг. Автори на песната се Роберт Билбилов, кој што ја напиша музиката, и Робин Зимбаков, кој го напиша текстот. На 19-тиот избор на најдобра песна на детскиот Евросонг учествуваа представници на 19 земји, а Македонија годинава учествуваше откако минатата година направи пауза од учество на детската Евровизија. А дали знаете дека Green Forces или Зелена сила има и во Скопје? Ако не сте биле досега, ве советуваме да ја посетите ботаничката градина на Природно-математичкиот факултет во главниот град. Емова мајчина душичка, скопска мајчина душичка, кошанинова љубичица, галички карамфил. Ова се само дел од ретките и автохтони растенија кои можат да се видат во ботаничката градина на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Многу од нив ги има само на едно место во државата, а некои, поради тоа што се ретки, се и загрозени. Лоцирана веднаш до парк шумата Газибаба, ботаничката градина, која неодамна одбележа 7 децении од постоењето, од една страна дава чувство на идеално вклопување во природниот амбиент на македонската флора, а од друга страна нуди можност да се видат и доживеат и над 1000 растенија, грмушки и дрва од целиот свет. Продолжуваме со нашата главна тема, а тоа е интервју со Ана Попризова, која е долгогодишен психолог во Скопската гимназија Орца Николов. Враќањето назад во училница на површина исфрли два екстреми кога станува збор за менталното здравје кај младите. На една страна се срекните, проактивни и мотивирани ученици, а од другата оние кои живеат во стравови. Таа вели, вака никогаш не било. Досега никогаш не сум имала олкав обем на работа со учениците, откако се вратија во училиште по подолг престој дома. Попризова апелира родителите да го намалат притисокот и очекувањата за петки и да поразговараат со своите деца, а професорите поадаптирано и поподдржано да го поминат овој период на формирање крајни оценки, тестови и испрашувања, за да се сочува менталното здравје на децата. Се движеа од една група на ученици кои што се, да кажеме, поекстровертни, кои што се поотворени, на кои што комуникацијата со врсници им е многу значајна. Значи, тие беа воодушевени со доаѓањето на училиште. На другата страна на екстремот се ученици кои што имаа потешкоти во овој процес на адаптација, на повторно враќање во училиште. Па доста се појавуваше кај нив социјална анксиозност заради потребата да комуницираат со врсниците, не ги знаат, оној момент на излегување од домот, бидејќи дома беа позаштитени, сега повторно треба да излезат во средината, делот на усвојување на новите знаења, одговарање, тестови. Значи, доста стресно го доживеа некои ученици ова. Голем број на ученици пројавуваат анксиозни напади, панични напади, дека е присутна и една
депресивност, апатичност, пат на мотивација, има проблем со концентрирање, па имаат проблем со училишниот успех. Да апелирам до родителите да го намалат притисокот и очекувањата за петки, да ги погледнат своите деца, да поразговараат со своите деца. Исто така и до наставниот кадар препорака да на некој начин поадаптирано, поподдржано го поминеме овој период на крајни оценки, тестови, испрашувања, за да децата ги задржиме и да го очуваме нивното ментално здравје. Во понеделникот се потпишаа меморандуми за платформата наречена Младите против насилство, на која покрај Националниот комитет за спречување насилен екстремизам и борба против тероризмот се приклучија и Агенцијата за млади и спорт, средните училишта Зефљуш Марко, Кочо Рацин и Марија Кири Склодовска од Скопје, како и општините Чаир и Центар. Проектот Платформа за граѓанско образование за млади за борба против радикализација, Младите против насилство, има за цел развивање на граѓанска едукативна платформа за млади, дизајнирање на мотивирачки и алтернативни наративи за граѓанско образование како средство за спречување на радикализацијата на младите. Подрачјето на Балканот, поготово на Западен Балкан, е подрачје кое традиционално се соочува со одредени безбедностни проблеми. Овде предословно можам да истакнам, не може да зборуваме во овој период само за верски екстремизам. Треба да бидеме свесни дека имаме појави се уште на етнички екстремизам. Веќе во одредени ситуации се соочуваме со проблеми на десен екстремизам. Жално е што насилството не може да се спречи едноставно во нивно обликот и навистина е алармантна ситуацијата каде што бара е, нужна е таа радикализација. Поготово ние сме во тој дел или во тој домен каде што сме директно инволвирани со младите. Различни се преживителите кои што придонесуваат до тоа насилство, а сега како плюс фактори самата пандемија, бидејќи беа затворени дома и се полни со агресија и ајде да кажам незадоволство. Од тој аспект ја поддржувам секоја иницијатива кога се однесува за младиот свет. Емисијата ја продолжуваме со информацијата на Министерството за образование и наука дека од 31 декември повторно може да се аплицира за остварување на правото на субвенциониран студентски оброк. Можат да се пријават сите студенти кои ги исполнуваат условите согласно Законот за субвенциониран студентски оброк, но не успеале да се пријават и да го остварат ова право во првиот и вториот рок. Оваа можност ќе биде достапна секој месец и тоа од 20 до 30, односно 31 во месецот. За крајот на денешната емисија ви ја носиме веста за новиот успех на македонскиот филм Сестри на Дина Дума. Од утре тој ќе се прикажува на Netflix и ќе можат да го гледаат гледачи од целиот свет. Филмот Сестри ја имаше светската премиера на филмскиот фестивал во Карлови Вари, каде што ја освои специјалната награда на жирито во програмата Источно од Западот. Овој филм на Дина Дума ја следи приказната за две тинејџерки, чие пријателство е ставено на тест кога се соочени со последиците од нивното декадентно однесување. Филмот Сестри беше избран и за национален кандидат на земјава за наградата Оскар за најдобар долгометражен интернационален филм во пресрет на 94-та церемонија за доделување на Оскарите, што ќе се одржи во март 2022 година. Тоа беше се што ви подготвивме за денеска. Ве покануваме да ни пишете на нашиот Instagram профил доколку имате какви било коментари или предлози за теми за следните епизоди. До следната епизода информирајте се преку рубриката за млади CTRLZ на meta.mk. Чао, чао!